Вториот пример, ќе го кажам, како последица на тој пример се случува избркање на одреден менаџер во фирма Blizzard, кинески огранок на глобалната фирма која работи компјутерски игри, изработува компјутерски игри. Всушност, со истекување на информации не е битен факторот на кој начин дошло до истекување на тие информации, меѓутоа со тоа што истекли информациите се случуваат одредени финансиски податоци, како и податоци за идните игри кои планирала да ги објави оваа фирма во продажба, да се јават на одредени веб сајтови да биде сето тоа општо познато за сите, што и не ни смее. Така. Тоа последиците од тоа се нормално јасни, фирмата губи еден тон пари од тоа, затоа што продажбата паѓа, конкуренцијата ги дознава низините игри и слично, а нормално тој што е одговорен за тоа, директорот, си добива отказ. И да? трета интересна случка што сакам да ја кажам е примерот со германската влада. Германската влада искористила податоци од околу, ќе кажам 2,5 милиони евра од анонимни извори што ги платила на анонимни извори, за да дојде до информации за девизни сметки на даночните обврзници во Германија, кои што имаат девизни сметки во странство, во Лихтенштајн и Швајцарија, мислам. При што со тие информации таа си наплатила данок од овие даночни обврзници во вредност од 1,8 милијарди долари. Што е до негдека неетички, меѓутоа целта ги оправдува средствата некогаш, за тоа кој што треба да одговара, нека одговара. Што доколку на некоја фирма или на некоја влада и се случи Wikileaks? Добро. Кога зборуваме за Македонија, затоа што видовме во странство што се случува, мислам дека последиците можат да бидат и драстично поголеми со оглед на фактот што и така е кревка нашата економија, и така се неликвидни нашите фирми. Па ја би предложил на сите тие фирми да размислат дали треба да вложат во одредени инструменти за спречување на сето тоа. И сигурно што би ги интересирало гледачите секако, како да се заштитиме од хакерите, како да не дојде до вакви ситуации. Така. Јас доаѓам од IT компанија во Македонија, Nexense, една од најголемите и најуспешни компании за изработка, за развој на софтверски решенија за големи предпријатија. Решенија како системи за електронско банкарство во неколку банки во Македонија, седница на влада на Република Македонија, системот е наш, парламент на Република Македонија и во неколку држави. Јас мислам дека и гледачите, не само фирмите, туку и гледачите би ги интересирало, нели, во сигурно се среќаваат со вакви проблеми во секојдневниот живот. Ќе дојдам до тоа, значи како покрај овие софтверски решенија кои ги изработуваме ние сме златен партнер на Symantec. Symantec е глобална фирма и една од најдобрите во светот која што прави софтверски решенија за безбедност на сите тие инфраструктури. Ние имаме специјализација добиена од Symantec за безбедност на големите предпријатија и искуството кое го имаме во имплементирањето на тие решенија ми дава право да зборувам за решенијата кои може да се понудат на гледачите да се спречи сценариото на Wikileaks. Ќе кажам дека има и технички и нетехнички мерки, секако дека не може да се запри 100% истекувањето на информации, затоа што тука има многу фактори. Од делот на мора да биде некоја комбинација од технички и нетехнички мерки, а техничките мерки можат да се комбинираат на 3-4 и повеќе начини. Ја ќе спомнам само некои побитни во случајот да го спречиме сценариото Wikileaks. Првата е да се воведе систем кој што ќе овозможи податоците на снимени преносни уреди да не смеат да се изнесат од институцијата, од организацијата. Тоа се прави со софтверско решение. Пример, ние го нудиме во случајот Symantec Endpoint Encryption Device Control, кое што при имплементација на инфраструктурата на една фирма забранува снимање, копирање, пренесување на одредени преносни уреди како што се флеш мемори, CD, ромови, случајот на Лејди Гага и други слични ствари, а истовремено секоја активност може да се контролира од администраторот на целата инфраструктура и да се види дали некој сака или не ќе, па после тоа да се поведи постапка. Вториот начин е инсталирање на некој систем, на еден систем наречен Data Loss Prevention, односно во превод би значело систем кој што ќе спречи истекување на доверливи информации.
тој систем уствари представува целосна инсталација на една структура која што го контролира комуницирањето на еден корисник во целата, значи во целиот систем на компанијата, но и надвор од него, на еден корисник со сите информации кои му се достапни него. Односно, може да му биде и забранет некој пристап до информации, може да му биде и дозволен, но тој дозволен пристап да биде ограничен. Односно, имейл пример, имейл комуникацијата, праќањето на атачменти, различни пренесување на документи на преносни уреди, како што е лаптоп и слично, да биде контролирано од администраторот, односно секој документ, дури и збор во одредениот документ да биде како да кажам, таргетиран и да се знае што содржи самиот документ, за да не се дозволи пренесување на истиот. Така. И трет еден многу интересен начин, затоа што се случува многу ретко, технички начин, многу често е за енкриптирање на податоците во преносните уреди кои ги носат надвор од работата. Оти многу често се случува, нели, работникот не е само на работа, може да биде и на страна. И многу често да му се случи да го изгуби тој лаптоп, па и да има еден тон информации кои што можат лесно да бидат достапни до хакери. За било кого. Со енкриптирање на тие податоци и да го укради некој тој лаптоп, податоците се заштитени внатре, затоа што енкрипцијата ја знае само власникот на лаптоп. Сега тие беа до негдека и техничките мерки кои што ги кажав, меѓутоа без не технички мерки не може ништо да се направи, затоа што сепак се работи за човечки суштества. Така. Значи, во ситуација мора да има секоја фирма одредена политика на безбедност пишана, која што секој мора да ја почитува, а од друга страна да изврши едукација на самите вработени како да се заштитат од намерно или ненамерно истекување на вакви информации. Да. Јас мислам дека ги дадовме одговорите на прашањата што си ги поставуваат гледачите во врска со оваа тема. И пред да ти се заблагодарам, ќе го повикам господинот Миро кој има изненадување за тебе. Повелете. Па, не знам. Инспиративна тема, нели? Да, инспиративна тема и не знам на Миле колку ќе му се допадне, затоа што мојот херој е Викилис. И јас навивам за него затоа што е добро што ги разголи, ја разголи високата политика, затоа што направи да и најгорчливата вистина да е подобра и од најсладката лага, а лаги имаше многу, према тоа он е мој херој, а Миле во овој случај го нацртав како спротивност од Викилис. Односно, еве, со грб сртени, додека еден е хакер, другиот е антихакер. Така. Нема да ми се налути. Не, во никој случај јас го поддржувам исто како обичен граѓанин Асанж, меѓутоа добро е граѓаните да знаат и компаниите дека треба да се заштитат од такви работи. Да, ма јас толку сум одушевен од него да мора вака да нацртам. Во секој случај. Ви благодарам многу. Да, ти благодарам јас за денешното гостување, да погледнеме реклами.